тема и актуелна тема. Билјана Божиновска е заедно со нас, член на Сдруженијето на приватни аптеки и собственик меѓу другото на аптека. Разговараме за тема за која што многу се дискутира изминатиот период. Едно е што се анализираат цените во маркетите на основните производи. Еве имаме нови неколку кои што се на листата кои ќе бидат поевтини во периодот кој што следува, но граѓаните меѓу другото реагираат и на цените и во аптеките, но и на цените во продавниците за бела техника. Цените на лековите ги одредува Министерството за здравство, но кои фактори дополнително влијаат на висината на цената на лековите? Тоа ќе биде едно од прашањата на кои што утрово бараме одговор. Еве сега официјално добро утро уште еднаш и добре ми дојдовте во Македонија на утро. Веќе извесен период граѓаните реагираат и на цените на лековите и најчестите реакции се за лековите кои не се на позитивната листа. Ако ги земеме анализите, воопшто не е мала ставката во буџетот што треба да се одвои на лекови на месечно ниво, околу 25% од домашниот буџет оди на лекови. Така. Првенствено да се заблагодарам што дадовте можност да се слушни на друга страна. Значи, како представник првенствено фармацевт кој што 26 години работи како фармацевт во аптека и како член на извршниот одбор на приватни аптеки, и како е многу важно да знаеме од каде доаѓа ова покачување, и она што е многу важно да не заборавиме дека аптеките се првенствено лиценцирани здравствени установи. Споредбата на услугата која што аптеките фармацевтите ја даваат во однос на она кое што ги споменуваме, маркетите и продавниците за бела техника, воопшто не треба да се прави споредба. Она што е најважно е дека самите споминавте, цената на лековите не ја формираат аптеките, таа е точно контролирана и единствена цена во сите аптеки. Реакцијата и секако и ние како фармацевти сме затечени со континуираното покачување пред се на додатоците во исхрана, затоа што лековите веќе долго време имаат тенденција се повеќе да се намалуваат цените. Може би повисока се цените на новите генерики или препарати кои што доаѓаат, и секако веруваме дека тоа максимално и многу ги оптеретува нашите граѓани. Сведоци сме дека може би нема да се купат одредени прехранбени производи, меѓутоа лекот кој што значи здравие, пациентите ќе го одвојат и последниот денар за да си го приуштат и да се заштитат. Меѓутоа, она кое што сакаме да го потенцираме, дека фармацевтите се секогаш првите најдостапни здравствени работници. Во првите борбени редови, кога станува збор за сите овие вирози, настинки, беше и помина и короната. Ковидот ни го потврди тоа. Така, го потврди дека секогаш бевме на своите работни позиции за да ја дадеме пред се здравствената услуга. И да не заборавиме дека ние услужуваме и фондовски лекови, лекови кои што повторно се со контролирана цена, каде што маржите се многу ниски. Верувајте дека голем број приватни аптеки изминативе 10 години се затворија токму заради економската неиздржливост на маржите кои што се стават во делот на лековите. Вчера колешката Тијана излезе на терен, па ги прашавме граѓаните што мислат за цените на лековите, за да можеме да ја дискутираме темава, може да го слушнеме нивното мислење. Секако ќе ми биде драго. Не користам ништо лекови. Па да ти кажам право, превисоки се. И не знам дали варира од аптека до аптека, ама превисоки се цени. Тоа е премногу за нашиот стандард, за наши прием, многу. Море покачени се и цените зима вчера, завчера за притисок за ова, некако рипнати се, што и како, не знам, до дизепан, до ова, до она, све е покачено. Прескапи се, не можеш витамин С да земе еден аналгин е 100 денари. Ништо не сум потребувал у животот. Има лекови за прочистување кога се работи на тромбови, на ова, тие се поскапи лекови, али мора да се земат. Мислам, што идат на рецепта, во ред ова регуларна терапија што ја Ги слушнавме граѓаните, ајде сега да објасниме кои се оние фактори кои што влијаат дополнително на цената на лековите. Спомена во најавата дека сте собственик на аптека. Колку за вас останува на крајот на месецот како заработка? Така, она што можеме да го направиме како споредба, рековме дека лековите тенденциозно, значи во годините наназад се намалија на неколку пати, затоа што тие се под контрола на Министерството за здравство. Новите лекови може би се со некоја за пациентите повисока цена, поготово ни антикоагуланти,
И она што велиме дека имаме разлика во цената, можеби се одредените додатоци во исхрана, како што спомена нели и самите граѓани, тоа се одредени витамини, минерали, аминокиселини, антиоксиданси кои што пациентите си ги купуваат во аптеките како дополнување на основната терапија. Меѓутоа, тука имаме сепак маржи кои што верувате дека заради огромната конкуренција во аптекарскиот сектор, каде што имаме голем број аптеки, секогаш гледаме да маржата се стави на минималното ниво за да можеме да бидеме конкурентни, бидејќи самите пациенти секогаш гледаат да го земат додатокот во исхрана кој што е со најниска цена. И заради тоа маржите и она што останува на крајот на аптеката е верувајте дека минимално колку да се одржени месечните исплати кон вработените, кои што верувајте дека мораме да напомедеме дека станува збор за лиценцирани здравствени работници, фармацевти и фармацевски техничари, кои што имаат континуирана едукација, кои што мора континуирано да ги пратат сите овие новитети за да може да дадат соодветна фармацевска грижа и услуга кон нашите осигуреници. И секако, на крајот од денот, вериме дека голем број наши колеги од нашата фила се одсели од Македонија во западноевропските земји, каде што се справуваме со проблем за недостаток на кадри, кои што може да дадат достојна фармацевска грижа кон осигурениците. И тоа мора повторно, сериозно да се ревидира и да се размисли колку услугата која што фармацевтот ја дава е препознаена од страна на институциите, од страна на Фондот за здравство, за тоа што маржите и услугата која што и се плаќа кон аптеките, верувајте, со многу ниска маржа. А каква е методологијата што се користи за формирање на цените на лековите кои што не се на позитивна листа? На оваа тема колегата Мартин Николовски утрово ќе ни се придружи, разговара со Весна Ставрова, председателка на Фармацевската комора на Македонија. Па ајде да го слушнеме и одговорот на ова прашање. Мартин? Благодарам, Ване. Токму така како што најавивте, утрово екипата на Македонија наутро се наоѓа во Фармацевската комора на Македонија. Наша соговорничка е госпоѓа Весна Ставрова, председателка на комората. Госпоѓа Весна, добро утро, добре дојдовте во Македонија. Наутро за почеток, каква е методологијата во формирањето на цените на лековите? Добро утро, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Фармацевската комора е професионална организација на здравствени работници од областа на фармација со високо образование, фармацевти, дипломирани фармацевти, кои што најголем дел од нив работат во примарната здравствена заштита, приватни аптеки, кои што се јасно позиционирани во системот на здравствена заштита. Исто така дел од фармацевтите работат и во болнички аптеки, работат во индустријата, во веледрогериите, представништвата и можам да кажам дека играат клучна улога во подобрување на јавното здравје, односно во подобрување и менаџирање на терапијата кај пациентите од фармаколошки и нефармаколошки аспект. Прашањето беше за цените на лековите. Според Законот за лекови и медицински средства, изготвена е методологија врз основа на која што се формираат цените на лекови на големо и цените на лекови на мало. Според таа методологија, цените на лекови на големо и на мало се формираат споредбено со цените на големо во соседните, односно референтните земји, како референтни земји се земаат Бугарија, Турција, Србија, Словенија и Хрватска. И во цената на лекови на големо е вкалкулирана, односно се вкалкулирани сите трошоци кои што се јавуваат при царински трошоци, при увоз на лековите и така натаму, додека цените на лекови на мало исто така се формираат според методологијата која што е донесена според Законот за лекови и медицински средства. И тука имаме една табела каде што лековите кои што се со пониска цена, тие се со нешто повисока маржа, додека како се намалува цената на, односно како се зголемува цената на лекот, така се намалува маржата на лекот. Така да ние како фармацевти во аптеки, во веледрогерии, во и добавувачи не можеме ништо во однос да влијаеме во однос на цената на лековите. Цената е регулирана на ниво на држава, односно од страна на Министерство за здравство. И цените, граѓаните тоа треба да го знаат, цените на лековите, значи се што е регистрирано во државата како лек е со единствена цена во сите аптеки. Така да нашето влијание тука е мало. За разлика од лековите што се наоѓаат на позитивната листа, како се формираат цените на оние лекови што се продаваат приватно без рецепт? Да,
Значи, покрај лековите, имаме ОТЦ препарати. Малмед дава одобрение за ставање на овие лекови во промет и тие имаат статус на лек без рецепт. Значи, тоа се лекови кои што пациентите можат да ги земаат без рецепт на своја рака. Тие се со незначителни несакани ефекти и интеракции, имаат широк спектар на индикации и обично се за лекување на полесни здравствени проблеми кај пациентите. Затоа и можат да ги земаат на своја рака. Сега, како се формираат цените на ОТЦ препаратите? Пак ќе речам, зголемувањето на цените што се случува периодот не е заради маржите во аптеките, заради зголемување на маржите во аптеките, туку фактички ја диктираат цената во аптеките, ја диктираат производителите и добавувачите, а знаеме дека трендот на поскапување на суровините и исто така и поскапување на царински трошоци за увоз на лековите, сето тоа влијае на цената на лекот кај производителите и од тука доаѓа и покачувањето на цените во аптеките. Значи не е покачена цената заради маржите во аптеките. Маржите во аптеките се исти, но влезната цена која што доаѓа е зголемена. Од анкетата што ја направивме, чувме дека граѓаните се жалат дека има зголемување на цените на лековите, но какви се реакциите во аптеките на граѓаните? Па да, не можам да кажам дека нема реакции, значи сепак реагираат пациентите, но индивидуални се реакциите, значи и за зголемување на цените на некои ОТЦ препарати конкретно, но мислам дека реакциите се повеќе во насока за некои лекови зашто уште не се на позитивна листа, макар да имавме ревидирање на позитивната листа, се надевам дека пак има ревидирање во најскор временски период. Значи реакциите се и во таа насока и исто така реагираат зашто и ОТЦ препаратите не се со единствена цена како и останатите лекови. Госпоѓа Весна, за крај на нашиот разговор, има ли простор за намалување на цените на лековите? Па јас лично сметам дека, гледајќи дека маржите се навистина мали во аптеките, а исто така ако ги споредиме со маржите во околните држави, навистина имаме мали маржи и на ОТЦ препаратите, како и на лековите и на останатите лекови, така да не гледам простор за намалување на цените, а со оглед на тоа дека во аптеките, како и што кажав на почеток, работат здравствени работници кои што се со високо образование, тоа се фармацевти, кои што итекако имаат големо влијание во подобрување на јавното здравје и во менаџирањето на терапијата кај лековите, така да тие заслужуваат и навистина и посолидни плати. А исто така и заради рижиските трошоци кои што се континуирано зголемуваат, сметам дека намалувањето нема простор за намалување на цените. Ви благодарам на разговорот и гостувањето во Утро во Македонија на утро. Ви благодарам и вам. Пријатно. Колеги, разговаравме со госпоѓа Весна Ставрова, председателка на Фармацевската комора на Македонија. Наша тема беше како се формираат цените на лековите. А ние го продолжуваме разговорот во студиото со нашата гостинка Билјана Божиновска, член на Сдруженијето на приватни аптеки и собственик на аптека. Божиновска, потребно ли е проширување на позитивната листа на лекови? Има најава за Клексанот дека ќе може да се подигне на рецепт во аптеки наместо да се прави рефундација. Што може во тој поглед да очекуваат граѓаните? Ја искрено се надевам дека ќе се прошири листата на лекови кои што се првенствено треба да се ревидира листата на есенцијални лекови кои што се издаваат на фондовски рецепт, заради тоа што тенденцијата е дека имаме се понови генерики, имаме се подобри лекови, комбинации на лекови кои што го олеснуваат третманот на болестите кај пациентите и верувам дека кога оваа листа ќе се прошири, да голем број од овие комбинирани лекови кои што пациентите ги купуваат на приватно, влезат на фондовската листа и како ќе се намали трошокот и оној месечен буџет што пациентите го одвојуваат за третманот. Нашата председателка одлично ги постави причините од каде доаѓа поскапувањето на лековите и дека тенденција за намалување, колку и да сака Министерството за здравство да одиме кон намалување на цените, едноставно светските политики и покачувањето на цената на светско ниво, го диктира и ценовната политика на лекот кај нас во Македонија. И она што можеме ние да кажеме дека треба да се фокусираме, кога ќе поставиме добро диагнозата, да се фокусираме на причината каде можеме да подпомогнеме да се намали буџетот и трошокот кој што граѓаните го даваат во делот на лековите и своето здравје.
така да тука треба малку повеќе да дискутираме, можеби во некои следни гостувања наши. Уште два аспекти кои што сакам да ни ги разјасните. Дали е потребно да се, односно дали ги имаат нашите граѓани сите потребни лекови? Дел од нив знаеме, сведоци сме биле во странство, ни се случило да ни кажат блиски, на бабете ми го овој лек, бидејќи го нема тука. И од друга страна, ни се случува често да речеме да ни кажат наши сограѓани дека дел од лековите кои што ги купуваат во странство се поевтини од кај нас. Так. Како сега оваа математика? Так. Првенствено, она што можеме да го заклучиме дека голем број производители немаат интерес да го достават или донесат лекот во Македонија. Ние сме сведоци дека на нас за 10 години голем број представништва и фармацевски куќи во Македонија се затворија, заради тоа што од одредени политики, ниски цени, ниски маржи, едноставно мал пазар каде што самите производни куќи и фармацевски куќи не ги гледаат причина зошто лекот би го регистрирали донеле во Македонија. Така да тука можеби треба да се размисли каква политика да се спроведе за да овозможиме да сите лекови кои што граѓаните ги снабдуваат во соседните земји, се регистрирани во соседните земји, да ги привлечеме и да бидат отворени представништвата и регистрирани тука кај нас. Од друга страна, добро беше посочено како се формира цената на лекот. Значи, во Македонија се зема референтната цена од Словенија, Црна Гора, Србија, на некој начин Турција, за да дојдеме до некоја оптимална цена која што е врз основа на буџетот возможно и достапен да се направи лекот до нашите граѓани. И се случува многу често, тоа е точно, да одредени лекови во соседните земји се со пониски цени, меѓутоа, повторно ќе споменам, Македонија е 1.700.000 жители. Една Србија е 8 или 10 милиони жители. Количината и бројот на увезени лекови е многу поголема таму него тука. Така да таа политика во однос на цените, кои како има можност да се набават, веруваме дека доколку се направат одредени отстапки и добри услови, дека истите тие производители би можеле, можеби во иднина, да ги дадат тие понуди, тие ценовни политики тука кај нас. Меѓутоа, верувајте дека тоа најмалку зависи од нас или од увозниците, туку сепак од некое повисоко ниво. А она тенденција за светско покачување, каде што имаме зголемени суровини, производство, сето тоа дефинитивно ја диктира цената на крајниот производ, за кој што ние како фармацевти, верувајте, не можеме ништо да направиме. И едно исто така важно прашање за граѓаните, бидејќи грипот и сезонските вируси се актуелни, ни требаат суплементи, ни требаат витамини, имаме различни цени на суплементите. Граѓаните секогаш имаат опција да одберат поевтино, па затоа и најчесто поставуваното прашање дали цената го диктира и квалитетот, да кажеме, на витаминот, кој што можеме да го купиме за 70, а истиот и за 700 денари. Так, го диктира, затоа што секогаш кога поаѓаме од квалитетна влезна суровина, процес квалитетен на производство кој што на крајот доведува до производ кој што имаме максимална искористливост на она кое што е внатре во самиот додаток во исхрана, ја диктира цената. Меѓутоа, способноста на еден спремен фармацевт е сепак на пациентот да му понуди опција на одреден додаток кој што ценовно е прифатлив за неговата можност, колку може да се приушти, и кога бираме дали ќе пациентот излезе со производ кој што може би е поевтин, меѓутоа сепак има ефект во подобрување на неговото здравје, дефинитивно мора да препорачаме она кое што пациентот ќе има резултати во третманот на самата болест. Како еден од начините да се влијае на цените во маркетите и основните производи беа и есенската и новогодишната кушничка, па и одлуката вчерашна на владата за дополнителни производи кои ќе влезат во целиот овој пакет, но меѓу другото маркетите изминатиот период сведоци сме дека излегува и со акциски снижувања. Секој индивидуално одлучи за колку би сакал одреден производ да снижи. Има основа за таква индивидуална корекција, еве да речеме кај вас во вашите аптеки? За жал нема простор за таква корекција, затоа што јас од старт споменав дека аптеките не треба да се споредуваат со маркетите, од причина што лекот е со контролирана цена, додатокот во исхрана е со минимална маржа и простор, верувајте, за корекција од страна на аптеките дефинитивно на ценовната политика нема. И сметам дека ова би требало да биде и апел за понатаму, да кога се споменуваат аптеките како
лиценцирани здравствени установи со лиценцирани здравствени работници не се ставаат во истата кушница со маркетите и со продавниците за бела техника, туку со останатите здравствени установи кои што даваат здравствена услуга кон нашите осигуреници.